Еве не назад во студиото, си продолжуваме со стандардните рубрики, време е за будењето, го видовте и джинглот и ова е една од, ја би рекла, нашите омилени рубрики, со оглед на тоа што можеме навистина да се поврзаме со различни луѓе во различни делови од светот или пак во различни делови од нашата Македонија. Така што и утрово ќе направиме нешто слично. Ако не се лажам, нашата драга гостинка која што ќе имаме во рубриката, станува збор за магистер Лиде Стојановска, која што инаку е туристички водич. И ако не се лажам, ќе лоцираме во Охрид. Лиде, добро утро. Таму сакам да се пензионирам, Лиде, да знаеш. Тоа често го кажувам сега. Точно ми е тоа, така во Охрид си? Да, јас сум во Охрид. Поздрав од Охрид. Голем поздрав од студиото. Не сме имале некој период, а знаеш дека сме те помислеле неколку пати, меѓутоа можеби тоа да го направиме веднаш по отворање на нашата нова сезона од септември, бидејќи има сигурно можеби нели статистики, некои информации, бројки со кои што ќе располагаш како може помина од прилика летната сезона за оваа 2025 година, меѓутоа ајде уште еднаш голем поздрав од студиото на Скопје. Како е утринава во Охрид? Тука расториот дошто утринава. Тоа го советуваме за сите да си искочат со чадор, ама како е во Охрид утринава? Во Охрид, како што гледам, јас скоро се разбудив, ама кога отворив да видам убаво сончево е денеска, се надам така ќе остане, за да можам да имам една убава тура со туристите од Португалија кои што ми се гости, затоа сум тука. За статистики, да, секако може да бидам гостика, за статистики ќе видиме, затоа што јас не сакам многу да бројам, но секако може да поразговараме како поминала сезоната. Иако за мене не завршува сезоната во септември, туку во октомври, така што дури во ноември ќе знам како била оваа сезона во споредба со претходната. Да, но сега изгледа одлична. Да, бидејќи велиш дека денеска португалци имаш туристи кои што го посетуваат Охрид, чинам дека во едно неврзано интервју јас ти нешто зборевме, говориш шпански, француски, англиски, ако не грешам. Инаку, како овие јазици влијаја на твојата работа во животот и дали можеби всушност ја разви твојата баш вештина и стручност во шпанскиот? Како би не поздравила утринава со добро утро? Buenos días. Buenos días. Да, португалците всушност португалски зборуваат, но ме разбираат на шпански, точно е, да, зборувам и француски и англиски. Почнав од лани со француски да водам, па всушност шпанскиот почнав толку да го користам што еве деновиве почнав да се загрижувам за мојот англиски, затоа што како што знаете на сите нас нели учиме на школа англиски и секогаш ни бил после македонскиот прв јазик што најмногу го знаеме, но јас почнав да се соочувам сега бидејќи секој ден зборувам повеќе шпански отколку македонски. Бидејќи кога одам и на балкански тури, цело време сум со туристите, возачот веројатно ќе е македонец, но со него најмалку зборувам со туристите, не зборувам многу по телефон и со пријателите и со фамилијата повеќе пишуваме, така што да, ми помогна многу, бидејќи иако не сме многу, особено нешто се занимаваме нели постојано со како туристички водичи, но сепак со англиски има поголем број, така што ми одговара тоа што знаме и можам да понудам нели други јазици како шпанскиот и како францускиот, има голема побарувачка за шпански, има и за француски, но ете таму лани почнав, немам ни време секогаш да ги прифатам. Ако се одлучам само да бидам низ Македонија, тогаш навистина ќе ми помогне нели тоа што знам неколку јазици. Јас се надевам дека ќе можам да усовршам уште некој, ама ќе видиме навистина, се нема време во сезоната. Лиде, една од предностите на твојата работа е што навистина можеш да се разбудиш во различни места, во различни градови и во различни држави. Утрово не поздравуваш од Охрид, но она што е карактеристично за оваа наша рубрика е да ни откриеш како ти започнуваат деновите и утрата, дали кога си, претпоставам, со работни обврски, раното станување и нели започнувањето на турите е нешто што е неминовно, но кога вообичаено започнува денот за тебе и како започнува? Дали си љубител на кафе, дали тоа е значаен, да речам, дел од твоето секојдневие? Така, па обично ова време започнува мојот ден. Јас, кои ме знаат дека не се
Не сум баш ранобудник, но секако за работата се навикнувам и во сезоната. Ова време станувам околу 7:15, 7:30, најкасно, најдоцна 15 до 8, зависи кога сме се договориле да излеземе со групата. Па јас уште една нетипична балканска работа е не пијам кафе. Јас сакам кафе, вкусот на кафето го сакам, но ми смета кофеинот, така што или пијам без кофеинско, ма тоа во текот на денот, или ако сакам кафе, тоа би било млеко со малку вкус на кафе. На тој начин го пијам кафето, но не ми почнува денот со кафе. Всушност јас сум многу брза на спремање, бидејќи преферирам повеќе да поспијам со еден краток туш, особено во топлите летни денови, и доколку имам време на појадок, кој што среќа ми е спремен во хотелите, но никогаш ќе се одлучам да поспиам малку, така што може нема нешто многу да појадувам, но сепак вака во топлите денови и добро е малку повеќе калории, трошам помалку храна, внесувам, надокнадувам за Паметиш ли каде ти било или во која земја ти било најубавото будење, да речам вака? Со оглед на тоа што кажав дека имаш професија и можеш да се шеташ насекаде. Па јас искрено да си кажам, многу ми се свиѓа будењето во Охрид и секогаш жалам што не може малку повеќе да се излежувам во кревет, затоа што е навистина убаво. Па не знам, убави места за будење низ Балканот, ева кај што сум била и во Мостар, ми се навистина допаѓа, во Сараево, Црна Гора исто ми е прекрасна, во Албанија, во Саранда, минатата година за прв пат бев на море со таа група, мислам 2 дена бевме во Саранда, не беше целта морето, беа повеќе посети, обично такви се моите тури. Саранда беше исто многу убаво, бидејќи хотелот имаше завеси кои што на копче ќе притиснеш и се отвараат, има поглед кон морето, така што беше навистина убаво. Имено, кога сме кај таа убава трпеза, денеска ќе имаме прилика туристите да ги шетаме да дегустираат некој добар специјалитет? Така, ние почнавме уште вчера, има слободно време во Охрид, така што им препорачав да пробаат некоја од локалните риби, секако охридското макало, кое што е уникатно за Охрид, и секако ние сме познати по месото, кој сакал и месо. Ајварот секако им го препорачав, иако не ни е нели јака сезона на нас сега, но сепак туристиве можеби еднаш доаѓаат и веќе никогаш, така што и тоа треба да пробаат. Секој град кај нас знаете дека си има свој специјалитет. Еве пред неколку дена бев во Кратово со група од Холандија и Белгија, таму дегустиравме кцана сол, исто така јадевме кратовска пастрамајка. Да, Лиде, дали некогаш јазиците кои што ги користиш сега и ги знаеш спречиле некаква состојба каде што баш овие вештини си ги искористила да се реши некаков проблем, со оглед на тоа дека тоа е и една можеби главна позитивна работа кај туристичките водичи, особено и кај тебе? Така, уствари тоа ми е да некако професионална деформација, помага ми кај што не ми побарале помош, но сепак можам да кажам дека сум се наоѓала повеќе не само како туристички водич, туку сум се наоѓала на настани кај што можеби не знаеле други луѓе јазиците кои што се говореле, така што ако не сум била јас, не можела комуникацијата да тече на масата, така што тоа ми било некоја нели од искуствата интересно, но да, се трудам да помогнам со туристите, особено ако видам има Македонија и да не се мои туристи, сакам да им помогнам. Еве и кога на автобус како ги сретнам, зашто се дешава јас нели да патувам со меѓуградскиве автобуси, но на тој начин сакам нели да им помогнам да се разберат, да нема недоразбирања, да знаат кај стигнале, дали стигнале во Охрид и слично. Се трудам да помогам, да, јазиците ми помагаат и во тоа. Лиде, во вчерашниот разговор ми спомена нели дека си магистар по фолклористика, па како тој момент го спојуваш со овој друг момент туристички водич или со туризмот? Колку гледаш тој сегмент да го вметнеш во оваа работа? Па всушност тој дел многу ми помага
во делот на етнотуризам, особено на фолклористичките потенцијали што ги имаме во Македонија. Јас магистерската ми беше за Кратово, сега со подршка од Министерството за култура, сушност ја издаде мојата прва книга, базирана нели секако на магистерската работа, така што тој дел навистина ми помага, особено кога ќе отидам во музеите, во Музеј на Македонија во Скопје, односно етнолошкиот дел особено, и во другите музеи кај што имаме нашата типична облека, традиционална, исто така и голем број предмети. Така што навистина ми се најди, тоа ми беше всушност и идејата, затоа се запишав на Институтот за фолклор. Еве поздрав до професорот кој што навистина ме поддржа и ми помогна за магистерската работа, професорот Зоранчо Малинов, и тој се надева дека ќе продолжам да издавам книги и јас се надевам во иднина дека ќе имам и малку повеќе време за да можам. Знаете да се запеете некојаш некоја убава македонска традиционална музика или да? Сигурно. Да, и тоа секако да. Да? Се трудам јас и да пеам на туристите, им потенцирам дека не сум пејачка, да не очекуваат многу, но дека покрај историјата, археологијата и сите работи што ги забавам јас, што би рекла, и да им запеам македонска песна, обожавам и да рецитирам, односно поезија, така што денеска се надевам, вчера ми текна дека заборавив, многу сакам да ја рецитирам Тага за југ, особено тука покрај Охридското езеро. Лиде, значи вистинско уживање е времето поминато со тебе како туристи, сега зборувам од нивна гледна точка. Да, навистина, вака со се ова што ни го наведуваш, верувам дека посебно се задоволни туристите. Некаде пред крајот, како ќе мине летото за тебе во поглед на работата, ни сподели некои работи, но ќе има ли одмор за тебе и кога вообичаено туристичките водичи заминуваат на одмор, Лида? Така, ти благодарам за комплиментите пред се. Па јас одлучив оваа година, бидејќи во зимата ми е помирен период, да земам одмор, односно одмора да го искористам и да отпатувам некаде кога ќе бидам слободна од турите, бидејќи ние работиме, како што би се рекло, фриленс, така што во сезона се трудам да работам што повеќе, ретко имам слободни денови. Ева сега не можам да се сетам последен слободен ден кога ми беше, во сабота имам слободен ден, ако нешто не се промени, кај нас може да се промени, но сепак јас мислам дека до ноември ќе работам, па потоа се надевам дека ќе можам да отпатувам. На заслужен одмор. Како што заслужуваш. Супер, одличен ден да си поминеш, особено со туристите од Португалија кои што се во Охрид. Што е денес на агендата, извини Марко, каде ќе се шетате во Охрид? Имаме, значи, стариот дел на Охрид, ќе се прошетаме прво со брод до Канео, да го видиме, потоа ќе го фатиме делот кој што не можеме да го видиме од бродот, имаме посета на црквата Света Софија, ќе ги видиме и другите цркви, Атишкиот театар. Не знам дали ќе успееме да се качиме до цитаделата, односно до врвот на тврдината, но до Горна порта секако ќе се качиме. Како беше местото? Зајас, ако не се лажам? Не. Заум. Заум, пардон, Заум. Да, од кај Трпејица, знам дека со Кајче го шетавме. Да, и тоа често знаете да го направите некој пат како? Прекрасно место е, но за жал јас со моите тури не го имам, најчесто го имам со финал. Да. Да, малку е подалеку, треба во Трапејица, како што сватив да се отиде, од таму можат со Кајче најлесно да го однесат. Да, Заум е прекрасно. Заум е прекрасно. Одлично, Лиде. Ти благодариме многу за оваа утринска дружба. Се надеваме дека и ние некако ти пренесовме убава енергија и дека денот исто така ќе ти биде пријатен. Уживај со туристите и уживај во твојата работа, бидејќи навистина се гледа дека ја сакаш и дека уживаш во истата. Ти благодариме многу што утрово придонесе за нашата програма. Поздрав. Бак, до тебе се гледаме, здравје Боже.